Западно-нилската треска ја однесе 6-та жртва. АХВ најави засилен надзор и испитување на живината. Станува збор за 72 годишен пациент од Скопје. Починатиот пациент бил хоспитализиран пред 15 дена на клиниката. Во изразито тешка општа состојба со тешка клиничка слика, рече директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана. До денеска биле хоспитализирани 51 пациент, од кои 27 досега се излекувани и испишани од клиниката. Двајца во МВР фатени живи како прават набилдана лажна возачка дозвола за 1400 евра. Во Министерството за внатрешни работи е отворена огромна истрага во внатрешната контрола, зошто сомнежите се дека на ваков начин се издадени многу возачки дозволи, тврдат извори од МВР. Темата е на Мирослава Симоновска. Во конкретниот случај, на човек му е кажано да ја пријави својата возачка дозвола како наводно изгубена, а во процесот на изготвување на новата дозвола се планирало да му се допишат повисоки категории отколку она што ја имал, дека наводно покрај автомобил може да управува и со шлепер и со автобус. Денеска уште нешто од Симоновска. Спор во лекарската комора и истече мандатот на претседателката. Различни толкувања, зошто нема нов избор. Моментално има превирање и несогласувања од како на претседателката професор доктор Калина Гивчева Стердалова и истекол мандатот на 1 јули годинава. Дел од делегатите од тогаш обвинуваат дека изборниот процес се обструира, дека претседателката не смее да подпишува лиценци со истечен мандат и дека одат на средби кај министерот за здравство Сашо Клековски и иницираат инспекциски надзори. Старделова пак во одговор за Слободен печат категорично ги отфрла наводите за намерно одложување или обструкција на изборниот процес и тврди дека 3 пати немало кворум на закажаните седници и покрај тоа што на време ги распишала изборите. Зголемувањето на цените на горивата се очекува да предизвика раст на други цени. Од тоа не може да се бега, но засега инфлацијата се стабилизира и 2 месеци поред имаме намалување на цените на храната. Од друга страна, се уште имаме најевтин бензин и дизел во регионот. Затоа во моментов не се предвидени мерки како намалување на ДДВ за горивата. Трговците се примерни, но ако имаат девијантно однесување, ќе бидат казнети, вели министерот за економија Бесар Дурмиши. Продолжена е забраната за движење во шумите поради опасност од пожари до 30 септември. Околу 1 од 10 деца на возраст од 12 до 17 години во Македонија во период од 1 година било изложено на сексуална експлоатација или злоупотреба, овозможена преку интернет. Жртвите најчесто ги знаат злоставувачите. Симона Китановска ја работеше темата. Макфестовскиот скандал доби судски епилог. Саздов и Јованов бараат 100.000 евра од Зоран Ванев поради клевета. И Ана Дангова Хук не го помина филтерот на Советот на Европа за судија во Страсбург. На листата предложена нова кандидатка. Изборот на судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права во Страсбург повторно се соочува со одложувања во постапката. Причината, како што објави телевизија Телма, е што Советодавниот панел на експерти при Советот на Европа го вратил назад предлогот на Македонската комисија за избор на судија, адвокатката Дангова Хук, да биде еден од тројцата кандидати на листата за судија во Страсбург. Еве што останува дилема. Најавата на еврокомесарката за проширување Марта Кос дека Европската унија подготвува промени во начинот на кој ќе ги прима идните членки отвора ново прашање и за Македонија. Дали земја што повеќе од 2 децении го чека членството сега ќе добие побрз пат кон унијата или напротив, ќе се соочи со уште една построга проверка пред да стигне до целта. Дознаете повеќе во текстот на Мартин Богатиновски. Меѓу исчезнатите во Непал е и еден српски државјанин. Рече 1500 луѓе се водат за исчезнати по катастрофалните поплави на Хималаите. Се стравува од нови одрони. Бројката на жртви расте.
Спасувачите во Непал со хеликоптери бараат преживеани и испорачуваат итни залихи до илјадници луѓе кои се отсечени откако катастрофата го зафати суровиот планински регион препон со планинари и аџии. Полицијата соопшти дека очекува бројот на жртви да се зголеми над 165. Видеата покажаа како маси од вода и остатоци однесоа десетици луѓе на граничниот премин, а куќите, патиштата и енергетските проекти беа однесени во Непал. Убиен е висок руски офицер во Санкт-Петербург. Бомба експлодирала во неговата кола. Силата на експлозијата го разнела задниот прозорец, го откорнала капакот на моторот и задниот браник, а исто така расфрлала остатоци и делови од автомобилот десетици метри околу паркингот и патот. Автомобил влета во луѓе на железничка станица во Франција. Еден човек загина, 10 се тешко повредени. Украина засилено ги напаѓа руските пристаништа во Црното море. Словенија стави вето на осудата на Европската унија за израелските населби на западниот брег. Реките во Босна и Херцеговина се пред пресушување поради пеколното време. Историски момент за Сирија. Председателот плати со картичка 2 кафиња и стави крај на 15-годишните санкции, колку што земјата беше исклучена од меѓународниот систем за плаќање со картички. Мета ќе плати над 16 милиарди долари и постепено ќе става ограничување за тинеџерите на Facebook и на Instagram. Ова доаѓа откако компанијата беше обвинета дека ги дизајнирала овие социјални мрежи за да создаваат зависност кај децата. Мета негираше дека сторила нешто незаконски. Толку од мене. Ви благодарам за довербата. Честит празничен викенд за оние кои празнуваат. Продолжете да се информирате преку slobodnpečat.mk. Се читаме.